може. Повелете. Значи, јас бев повикана да дојдам во јавното обвинителство поради тоа што сум добила кривична пријава за несовесно работење по членот 353В. Дојдов и објаснив на обвинителката всушност за што станува збор. Обвинета сум дека наводно начинот на кој што ние сме ги отварале предметите во Државната комисија за спречување корупција и споделувањето на информациите во јавноста било, да кажам, на некој начин спорно за пријавителот. Значи, денес на средбата со обвинителката јас го појаснив на кој начин Државната комисија за спречување корупција ги оформува предметите, значи тоа е една широка лепеза на можности кои ни ги дава законот. И вие сами знаете дека ДКСК оформува предмети по собствена иницијатива, по допрен глас, по ваши истражувања од медиуми, по пријава од приватни физички лица, по пријави на веб порталот што постои во комисијата, така што начинот на пријавување е многу широк и ние постапуваме по сите овие можности. Во конкретниот случај бил отворен предмет по собствена иницијатива и тоа иницијатива од член на нашата комисија. Предметот се работел, на крај предметот е без некои наоди, постапката е завршена без никакви сомнежи понатаму, но она што било спорно за пријавувачот е како на кој начин ние сме комуницирале со јавноста, а вие знаете дека ние како ДКСК бевме премногу транспарентни можеби и ги споделувавме предметите, информациите со јавноста без никаков проблем за тоа. Во однос на тајмингот кога сме известиле дека има отворен предмет за конкретниот случај, не можам да кажам дека токму во тој момент сме дале некакви искази заради тоа што се што е напишано во порталите оставаше простор дека е тоа, нели, начин на изразување на новинарите, зашто ја не можам да кажам или да спорам. Секој си има свој начин на... Битно е дека на обвинителката ја објаснив постапката, како постапува ДКСК, која е улогата на председателот на комисијата, јас како председателка, значи ги подпишувам одлуките кои што колективно се носат од страна на комисијата. Дали била одлука за отварање на предмет или пак одлука за затварање на предмет без разлика, тоа комисијата е колективно тело и јас подпишувам по сила на закон одлуки кои што комисијата ги донела со мнозинство на членовите на комисијата. Сега истражната постапка не била за споделување со јавноста, меѓутоа нема ништо спорно, ја објаснив убаво постапката, така што за кој предмет? Значи тоа не треба да го споделувам, така ми беше посочено. Сега ќе искочи брзо одлуката која ќе биде, која ќе ми биде доставена, ќе го споделам и тој момент за да не попречувам сега во нивната постапка. А дали има и други членови од ДКСК од кои се остав пријавени или само сте? Не. Пријавата е до мене бидејќи јас сум потписник. Ама тоа е познато лице си не анонимно си ја поднел пријавата, така? Значи даде од познат подносител, не е од анонимно, него од познат подносител против меден. Значи сега не ме прашувате понатака да не си играме квиз, ќе искочи одлуката, не е убаво од моја страна да им попречувам во нивната процедура. Беше прашање каква е нашата процедура, каква била, јас ја објаснив процедурата, мислам стана јасно каква ни било постапувањето и тоа е тоа. Во однос на поканата која добивте истиот ден кога ја најавивте вашата кандидатура и дали стоите на ставот дека станува збор за некаков вид на притисок врз вас? Видете сега, мислењето на јавноста за ефикасноста на јавното обвинителство е такво како што е и тоа остава простори за сомнежи, не кај мене, него воопшто кај граѓанството, нели? Тоа е општото мислење. Ако јавното обвинителство постапувало секогаш ревносно и за кратко време ги доставувало пријавите кај што треба, тогаш никој немал да се посомнева дека зошто па сега, зошто па утре или зошто задутре, нели? Од тука произлегуваат сомнежите. Мене ми е прашањето, дали сите пријави кои што биле архивирани на 25.7 се доставени на 14.8 кај оние што треба да ги примат и тоа од страна на полиција. Истражите. Па не може да ми каже обвинителката, таа само ја процесира што е донесе.
А што е понатаму? Еве вие истражите како новинари. Станува кај вас сомнежот дека има поврзаност изборите? Ја не сакам да верувам, Јас само кажав што ми се случи. Не сакам да верувам во тоа, знаете како е. Ние секогаш сме пред една голема лекција за демократ. И мораме да ја учиме демократијата, мораме да оставиме слобода и волја на граѓаните, слободно да мислат и да размислуваат. И тоа е тоа. Предизборието е секогаш можност да направиме проценка до каде сме со нашето растење, со нашето зреење. Еве и ова е едно од тие лекции. Јас сакам да верувам дека ние идеме, ќе чекориме напред во нашите демократски процеси. Само да вратам на почетокот, фактички кривичната пријава, она што некако крстат како несовесно работење во пријавата, е за начинот на кој што вие некому не му се допаднало дека сте споделиле повеќе информации со јавноста, дека сте дале став за предмет или може да прецизирате? Значи, вие барем знаете, секогаш бевте вклучени на нашите седници, преку Zoom бевте присутни и колку и како ние одговаравме на прашањата. На конкретно прашање сме одговарале со конкретен одговор. Што на тоа прашање понатаму ќе се налепи од страна на новинарите, ние немавме служба што ќе следи кој што напишал и како напишал и зошто напишал. Да бидеме реални. Така да дали некој на некој не му се допаднало што напишале некој портал или не, тоа е негова работа. Новинарско прашање станува збор од пресконференција или предмет што сте го дискутирале? Ние што сме го дискутирале предметот, кога бил отворен, дали бил отворен порано или покасно, зошто бил отворен. Значи објаснив како се отвараат предметите и кога се отвараат предметите, кога некој ќе има покрене иницијатива, кога ќе добиеме пријава, мислам сите можности што се опишани во закон. Значи ова што беше денеска беше повеќе во насока да ја објаснам процедурата на работењето на ДКС. Толку. Инаку ни по тие предмети не сме имале наоди, така што мислам дека безпредметно. Тоа.